денешното издание на регионалните вести ќе гледате. 15 пациенти со COVID-19 се хоспитализирани во Тетовската болница, а бројот на амбулантските прегледи е зголемен. Корона кризата не го намали темпото на градење во Гостивар. Неколку пати се тресеше тлото на поширокото гостиварско подрачје, земјотреси со епицентар во Мавровско. Петнаесет пациенти со COVID-19 се хоспитализирани во Тетовската клиничка болница, додека пак бројот на амбулантските прегледи овој период е зголемен. Во однос на високата бројка на починати лица која вчера беше објавена, од болницата појаснуваат дека се однесува на подолг период, а не само за еден ден. Преполовен е бројот на пациенти со COVID-19 во Тетовската клиничка болница, за разлика од пред еден месец. Денес се примени тројца нови пациенти, со што во болничките соби се хоспитализирани вкупно 15 болни лица. Периодов зголемен е бројот на амбулантски прегледи, вели доктор Гзим Нуредини, координатор на COVID центарот. Сега во моментот имаме 15 пациенти хоспитализирани, имавме 12, 3 денеска се примени. Од нив околу 10 пациенти ни се со потешка така клиничка слика. Иначе амбулантски се уште така просечно број над 35 пациенти, што значи дека останува исто или чак има тенденција за зголемување на амбулантски прегледи. Не значи дека сите тие се позитивни. Зборам за прегледи што доаѓаат да се испитуваат, некои излегуваат голем број негативни. Али како и да е, значи тоа е работа на амбуланта и мора да се прегледат. Нели баравме со и мали симптоми да се појават на COVID центарот за да се испитат. Така да заради тоа е зголемување на број. Имаме случаеви кога не биле на преглед, постари пациенти доаѓаат со потешка клиничка слика, за потреба со и кислород и така натаму. Така да тие што имат други болести, коморбидитети, тие треба што порано да се јават на матична или у наша клиника. По вчерашната објава на ресорното министерство на податокот за 11 починати лица, доктор Нуредини објаснува дека бројката се однесува на претходниот период, а не само на едно деноноќие. Податоците не биле навреме регистрирани. Тоа најверојатно било некоја софтверска грешка при транскрипција на податоци од јавно здравје Тетово во Центарот за јавно здравје Скопје. Најверојатно тоа преку имејл иде и мој термин, сега дали е некаде заглавен и после сите отеднаш се ставени сите пациенти. Со денешните 5 нови случаи, 15 оздравени, бројот на активно болни во Тетово и околните општини се спушти на 316. Од почетокот на пандемијата досега во овој регион се регистрирани вкупно 5050 ковид диагностицирани пациенти. Пандемијата не влијаела врз интензитетот на градење во Гостивар. Општинскиот сектор за урбанизам во текот на 2020 издал 113 одобренија за градба, што е десетина повеќе од претходната година. Корона кризата не го намали темпото на градење во Гостивар. Податоците од општинскиот сектор за урбанизам дури покажуваат зголемување на издадени дозволи за градба на објекти. Минатата година, која помина во знакот на пандемијата, одобрени се 113 градежни барања, што е десетина повеќе од 2019-та. Треба да се знае дека не сите дозволи се однесуваат на нови градби, туку има и доградувања, измени во постоечки објекти, поставување дворни огради и слично. Имаше пандемија, ама градба имаше. Се работеше. Како што, не знам, ние имавме барање и тоа во 2019 285 барање. Мислим 103 одобрење се дадени. А од 2020 имаме 306 барањи. Фактички 113 одобрењи се дадени. Од 2019 имам податоци да имаме 9
дадени одобрење за А2, значи колективни стамбени објекти, ти се големи, и 5 одобрења за комерцијални објекти. А од 2020 имаме вкупно 113 одобрени, а фактички цел број не можам да вам кажам, затоа што беше така со работа, со пандемија, 5 одобрени за колективни стамбени објекти. Имаме и еден комерцијален. Значи не е точен број затоа што има повише и што се уште во процедурата што се работи. Во меѓувреме течат процедури околу легализацијата на дивоизградени објекти. Урбанизам ги очекува законските измени во тој дел, за да се отворат вратите за постапување по одредени предмети, каде нема целосна документација или не е платен надоместокот. Фактички, од 2016 до 2018 имавме можност барањите да се дополнат. Тие не се дополнати. Тие што не се дополнати, фактички ние треба да ги одбиеме. Со одбивање ќе ги известиме и странките да можат да поднесат ново барање за легализација, пошто ќе има нов закон за легализација. Тоа имаше легализирање. Имаше и барање, имаше доста, ама има и многу што не се дополнити. Многу се останате за никаде. Имаме и од 2011 што не се платени. Доста има легализација, тие се останати затоа што законот не предвидува да можеме да ги одбиеме. Законот ги предвидува ако не е дополнет предметот или нешто. Тоа е. Карактеристични барања за градба кои се разгледуваат моментално во секторот за урбанизам на Гостивар се однесуваат на поголеми објекти од 14 ката со локација во атарот на селото Здуње. Гужви пред Центарот за социјална работа во Тетово за обнова на документи за родителски додаток за трето дете и покрај тоа што рокот е до крајот на март. Дневно се процесираат околу 150 барања, поради што е направена реорганизација со зголемен број шалтерски места, велат од Центарот. Пред Центарот за социјална работа во Тетово во текот на овој месец се забележителни гужвите кои се создаваат, бидејќи овој период од годината се врши обнова на документите за корисниците кои остваруваат право на родителски додаток за трето дете. Граѓаните се жалат дека многу долго чекаат. Од Центарот пак велат дека тоа е поради големиот број корисници кои сакаат да ги обноват документите што поскоро, за да не доцни исплатата на средствата, иако рокот е до 31 март. Велат дека е направена и реорганизација на работата. Центарот има некаде околу 3.500 корисници на ова право. Дневно процесираме меѓу 150 и 200 барања. За таа потреба, значи, е направена една посебна организација во Центаров, или реорганизација. Значи, повеќе шалтерски места, ја мислим некаде околу 10-11 шалтерски места има. Би сакал исто да напоменем дека и во сабота ќе има дежурни служби од 9 до 2 часот, мислим. Се со цел, значи, што побрзо процесирање на оваа постапка, нормално, почитувајќи мерки за безбедност, носење маски, растојание, од наша страна еднаш или два пати сигурно преку ден се врши дезинфекција на просториите. Родителскиот додаток за трето дете се исплатува месечно за период од 10 години, зашто семејствата треба да ги достават потребните документи до Центарот. Значи, решениот суд дека не е одземено родителско право, ако детето се уште не оди на училиште, значи копија од здравствена книжка кај што се евидентираат вакцините, а ако оди во училиште, потврда од училиштето дека е редовен ученик. И нормално документи за идентификација на корисниците. Согласно новиот закон за социјална заштита, значи, материјалната основа е еден од условите за остварување на ова право.
Од Центарот за социјална работа Тетово очекуваат до крајот на неделава да бидат поднесени, процесуирани и завршени околу 2000 барања за остварување на правото на родителски додаток за трето дете. Од ноќеска до утрово неколку пати се тресеше тлото на поширокото гостиварско подрачје. Регистрирани се серија земјотреси со епицентар во Мавровско. Најсилниот беше со јачина од 3,7 степени според Рихтеровата скала. Во текот на изминатата ног и утрово, тлото во поширокиот гостиварски регион не престана да се тресе. Сеизмолошката обсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје регистрираше серија земјотреси со епицентар во Мавровско. Според нивните податоци, вкупно ги имало 5 со мала до средна јачина. Првиот е регистриран во 1 часот и 36 минути по полнок и бил 3,6 степени според Рихтеровата скала. Во периодот од 2 часот и 29 минути до 3 часот и 39 минути се случиле уште 3 послаби земјотреси. Најсилниот потрес беше утрово во 7 часот и 44 минути со магнитуда од 3,7 степени. Утринскиот земјотрес беше почувствуван и од граѓаните во Гостивар. Освен мала вознемиреност кај населението, од овие потреси нема последици. На 11 ноември минатата година во Мавровскиот регион беше регистриран силен земјотрес со јачина од 5 степени, кој за среќа помина без повредени и жртви, но со материјални штети врз повеќе градби. Епицентарот беше лоциран во селото Леуново. И на 22 декември лани беше почувствуван земјотрес со јачина од 3,3 степени со епицентар во истото село. Советниците утре ќе одлучуваат дали ќе се прифатат предложените цени за услугите на јавниот превоз во Тетово. На утрешната седница на Советот на Општина Тетово се очекува да биде изгласана одлуката за цените на производите и услугите на јавното предпријатие Тетово Транспорт, откако пред извесен период беше извршено и примопредавање на 5 автобуси за градски превоз. Според последната објава на социјалните мрежи на председателот на Советот Беким Мемети, цените на билетите ќе бидат поделени во 5 категории: А, Б, С, Д и Е и првично ќе има 3 линии за јавен превоз. Основен билет за категоријата А ќе чини 20 денари за возење, месечен 900, а годишен 9000 денари. Категорија Б за студенти и јавни административци, за сите линии 20 денари за едно возење, месечно 350 и годишно 3500 денари. С категорија за пензионери, стари лица над 62 години, како и лица со мал инвалидитет, за сите линии 20 денари, месечен билет 350 денари, а годишен 3500. Категорија Д – билет за вработените во Општина Тетово и вработените во органите основани од Општина Тетово. За сите линии билетот ќе чини 20 денари, месечен билет 450, а годишен 4500 денари. Категорија Е – билетите за лица со попреченост над 80% ќе бидат бесплатни. Инаку на дневниот ред пред советниците ќе се најдат вкупно 27 точки од областа на образованието, урбанизмот, како и точки кои се однесуваат на работата на јавните предпријатија. Националниот регистар на вистински сопственици е во функција од денеска, со што и Централниот регистар се вклучува во борбата против перењето пари и финансирањето тероризам, истакна Љупчо Николовски, вице-премиерот за борба против корупција. Компаниите имаат рок од 90 дена да се пријават. Со овој регистар, во периодот што следува, институциите во државата добиваат уште една квалитетна алка за борба против перењето пари и финансирањето тероризам. Зголемувањето на транспарентноста како суштински процес на демократските општества е базичен стремеж на оваа влада со далекосежни импликации врз финансиските текови и стопанството во целина. Брзото движење на парите, овозможено од глобализацијата и дигитализацијата во услови на слаба транспарентност, овозможува плодна почва за злоупотреба на финансискиот систем. Незаконските финансиски текови поврзани со перење на пари, со корупција, финансирање тероризам и даночно затојување се погубни за секој општество.
Со воспоставувањето на регистарот на вистински собственици и централниот регистар се вклучува во борбата против перењето пари и финансирањето тероризм. Целта на регистарот е да навлезе длабоко во собственичката структура на правните субјекти за транспарентно да објави кој е тој што реално профитира од работата на компаниите во нашата земја, скриен зад комплексната слоевита правна структура. Во продолжение деталите од полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. Во текот на изминатото деноноќие за неносење заштитни маски на вкупно 32 лица, 19 од Тетово и 13 од Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози, согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на Тетовско-Гостиварското подрачје на 70 лица од Тетово и 64 од Гостивар, изготвени им се нови решенија за изолација од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, а контроли им биле извршени на 163 лица од Тетово и 121 лица од Гостивар со вакви решенија и при тоа не било констатирано непочитување на истите. Вчера вечер во 23 часот 42 годишникот Тетовска Мала Речица во СВР Тетово пријавил дека околу 20 часот и 40 минути во кафетерија во селото физички бил нападнат од негов соселанец на возраст од 16 до 18 години. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Вчера во 14 часот и 10 минути 25 годишникот Тетово пријавил дека претходно во неговиот маркет во Тетово влегло непознато лице, купило цигари и платило со банкнота од 100 евра, за која подоцна утврдил дека е фалсификувана. Банкнотата е одземена за вештачење и се расчистува случајот. 30 годишен гостиварец вчера во 23 часот и 15 минути пријавил дека околу 18 часот во пиларница на крстосницата на улиците Браќа Ѓиновски и 18 ноември во Гостивар физички бил нападнат од лице од Гостивар, кој според пријавеното во нападот употребило и метален предмет. Се расчистува и документира и овој случај. Вчера во 14 часот и 45 минути 29 годишникот Гостиварско Беловиште пријавил дека испукан проектил од огнено оружје завршил во приземјето од неговата куќа и го скршил прозорското стакло. Извршен е увид, а проектилот е пронајден и подигнат за вештачење. Се расчистува случајот. Вчера во 12 часот 23 годишна жителка на Тетово пријавила дека на улица Благоја Тоска била касната од куќа бездомник. Ист случај пријавила и 34 годишна тетовка нешто подоцна во 12 часот и 55 минути на истата улица во Тетово. Секторот за внатрешни работи Тетово и оваа последна јануарска недела продолжува со засилени сообраќајно контролни активности на Тетовско-Гостиварското подрачје. Вчера од 7 до 11 часот била реализирана акција за престигнување во која биле откриени и законски санкционирани вкупно 49 прекршоци, 32 во Тетово и 17 во Гостивар. На сите прекршители изготвени им се соодветни платни налози. Поранешниот фудбалер на Тетекс Зоран Трпковски во иднина ќе извршува функцијата координатор на сите младински категории на фудбалскиот клуб Тетекс од Тетово. Фудбалскиот клуб Тетекс продолжува со реорганизацијата на сите полиња во клубот, се со цел клубот да се издигне на далеку повисоко ниво. Од таа причина за нов координатор на сите младински категории е назначен поранешниот фудбалер на Тетекс и Љуботен, како и на неколку други екипи, Зоран Трпковски. Тој очекува младинските категории на Тетекс да се издигнат на повисоко и професионално ниво и да го вратат стариот сеај на една од најдобрите фудбалски школи во Македонија. Пред неколку дена сум поставен официјално за координатор на фудбалската школа ФКДС 1953 и мислам дека сакаме да подигнеме школата на едно повисоко ниво, од што требаше, колку што беше се, како се работеше и што се работеше. Мислам дека со заеднички напори, со самите тренери во таа школа, од помлади пионири, кадети, младинци и најмлади, значи со представниците на клубот и разговорите што ги обавивме со новата финансиска структура, со новите членови на управата, фактички мислам дека се разговараше да се подигне нивото на младинските категории и младинската школа. Значи да се опфати подобра работа, подобри услови за работа и што мислам дека најдовме на еден заеднички добар пат да фудбалската школа на ФК Тетекс профункционира така како што треба да функционира, како што функционираат и многу други школи во државата. Во младинската школа на фудбалскиот клуб Тетекс во моментов има околу 150 членови, но клубот е отворен за прием на нови членови. Во моментов фудбалската школа на ФК Тетекс офатена во сите категории
со регистрирани играчи, извадени преку Комен, да речемо, располагаме со 145 фудбалери, млади фудбалери. Со тоа што тоа е мала бројка за мене во однос на тоа што за каков клуб станува збор. Морам да напоменам, тоа е така, нажалост, може поради и ова што се случуваше сега пандемијава во тековнава година, и многу деца и многу родители, мислам дека и од таа сама причина, поради оваа пандемија, и интересот е намален за упис во младинските категории. Ние сакаме да направиме една реклама по сите основни школи. Ќе оставиме, значи, број на страницата на ФК TEDx, официјалната ФК страница на TEDx, ќе биде објавено, ќе бидат поставени бројите од координаторот, младинскиот тренер, кадетскиот тренер и од помладите категории. Значи, ќе има линк од 4 броеви, каде што сите заинтересирани ќе може да се јават и ќе може да се врши тој упис. Младинските категории на TEDx во моментов се на третата позиција во втората лига со заостанување од само 3 бодови од пласман во најквалитетната младинска конкуренција. Овде е крајот на регионалните вести. Ви благодарам на вниманието. Пријатно!